председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Зендели. Вашиот говор беше инспиративен, колку беше квалитетен и прецизно конципиран, покажува тоа што нема ниту една реплика од владеачкото мнозинство. Значи бевте потполно во право. А колку е подготвена опозицијата за дискусија, докажуваат и бројот на реплики кои што се појавуваат од наша страна, односно се дополнуваат со конкретни податоци и конкретни бројки. Така и јас ќе продолжам во тој контекст, ќе се фатам за вашето излагање во делот кај што кажавте дека во државата се живее се полошо и полошо. И јас се согласувам дека се живее се полошо и полошо и тоа го чувствуваат и граѓаните. И ова е резултат на една неодговорна, на една здисана и на една алчна власт, која што не знае за доста. Оваа власт е неодговорна затоа што во најголемата енергетска криза, иако беше предупредувано година дена понапред, ги празнеше езерата, македонски езера, продаваше струја, се гордееше со тоа што продава ефтина струја, а во суштина правеше пари за високите функционери од Социјалдемократскиот сојуз, не го копаше јагленот и, како што кажа колегата Антонио, копаше биткоини, наместо да копа јаглен. Тоа е за неодговорноста. Понатаму, во делот на аздисаност, односно на алчност, оваа власт, еве денеска излезе една афера за која што верувам дека сериозно треба да се позамислите вие, колеги од Социјалдемократскиот сојуз, затоа што станува збор за вашиот заменик председател, односно председателка Сања Лукаревска, директорка на Управата за јавни приходи, афера во која што јасно е прецизирано дека преку фирми побарувачи и преку фирми должници, значи преку цесии, се испумпани околу 30 милиони евра од државниот буџет, односно од буџетот на граѓаните на Република Македонија. И ова не е прв случај на ваш висок функционер кој е замешан во висок криминал, во високи форми на криминал. Тука беше споменат и од колегата Петар Истевски, вашиот поранешен подпредседател Коста Петров, на кого што му пуштивте кривична пријава само затоа што се откажа неколку дена претходно од вас. И понатаму, што се однесува за алчноста, останува неодговорено прашањето, неколку дена прашуваме на пресконференции, што се случува со тие имоти во Дубај, вредни околу 14 милиони евра, дали се на семејството Заеви, ги гледаме, објавуваат снимки цело време од таму дека одат, се гордеат, некои слики кои што обичниот народ може само да си ги замислува и да ги гледа на телевизија, и никој не одговара по однос на тоа прашање. Имавте заменик министер за финансии, сегашен премиер, кој што би требало да знае за овие трансакции доколку постоели, е должен да одговори на македонската јавност. Фадил Зендели, контрреплика Фадил Зендели. Во нивно поседништво. Благодарам.